кратки најави за денес. Се спушти завесата на Вевчанскиот карневал. Годинава за прв пат чинот на осветување на водите на езерото за Водици ќе го изврши господин Стефан. Охрид е меѓу ретките места во светот од каде тројца светци го ширеле христијанството. Општина Охрид објави јавен повик за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за граѓаните во социјален ризик. Дали се гледа крајот на војната во Газа? Израел и Хамас пред постигнување договор. Дневникот започнува по временската прогноза. Останете со нас. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Се спушти завесата на Вевчанскиот карневал. Василичарите ги симнаа маските и го изиграа последното василичарско оро. Со последното василичарско оро и палење на дел од маските, денес завршува Вевчанскиот карневал. По Вевчанските улици деновиве прошетаа стотици маски. Во карневалската пародија беа одбележани политичките и општествените збиднувања во земјава и светот. Без влакно на јазикот, без перде на очите, вевчанци критикуваат се живо. Завршува со традиционално василичарско оро на Страцело и еден наметнат ритуал палење на маските. Тоа ние како василичари не го викаме палење на маските, него ослободување од тој товар што се носи 2 дена, и некој во годините зел кибрид, ги запалил тие маски, па новинарите го пренесле или некој хроничар го пренесол како палење. Остана последните 20 на 30 години палење на маските. Вевчанскиот карневал е театар без режија и граници. Досетливите василичари го истакнуваат слободниот дух. Дури 40% од населението се маскира овие денови. Туристите уживаа во карневалската магија, која е спој на паганското и христијанското. We're here for the third time. We learned this carnival. Овде сме по трет пат, по препорака на наш колега фотограф кој со години доаѓа да го фотографира овој фестивал. Многу сме среќни што сме овде и имаме можност да направиме интересни фотографии. Преубаво е, многу ни се допаѓа. Вевчанци со карневалот останаа верни на традицијата стара 15 векови, а општина Вевчани стана бренд, топ дестинација за православна нова година. Илјадници и гости деновиве беа дел од најголемиот фестивал на сатирата. Денеска се празнува Свети Василий Велики. Синоќа се славеше Стара Нова година или почетокот на православната година според јулијанскиот календар. Василичарски огнови гореа низ повеќе охридски мала, се пиеше греано вино и ракија и традиционално се бараше паричката во топенца, погача или пита. Василичарски оган имаше и во Охридското езеро. Нуркачите од нуркачкиот центар Амфора традиционално кај музеот на вода го запалија Василичарскиот оган под вода и ја најавија Старата Нова година. Со ова, нуркачите од Амфора на православните христијани им ја честитаа Стара Нова година и Василица и се вклучуваат во организацијата на Охрид во празнување на престојните празници, Богојавление Водици и Свети Јован Крстител, денот на рибарите. Годинава за прв пат чинот на осветување на водите на Охридското езеро и положување на честниот крст ќе го изврши неговото блаженство Господин Стефан. Светиот крст во водите на Охридското езеро годинава ќе го положи архиепископот Охридски и македонски Господин Стефан, објави Сдруженијето Богојавление Водици. За радост на градот Охрид и сите охриѓани, оваа година за прв пат водосветот и положувањето на Светиот крст во водите на Охридското езеро ќе биде извршено од страна на неговото блаженство архиепископот Охридски и македонски Господин Стефан, се вели во објавата на Сдруженијето на официјалната Facebook страна. Во сите парохиски цркви во Охрид пак во тек е пријавувањето на капачите кои годинава ќе скокаат во езерските води по честниот крст, како дел од подготвителните активности и логистиката на најмасовната црковно-народна манифестација во земјава Богојавление Водици и покрај снежните врнежи охридските нуркачи спроведоа чистење на дното од Охридското езеро на просторот каде ќе се одржува фрлањето на крстот. Исто така предвидени се и низа активности за уредување на пристаништето и крајбрежниот дел на езерото, соодветно украсување на градот со зеленило и верски знамиња, како и низа значајни активности кои се поврзани со безбедноста на капачите и посетителите на предстојната манифестација. Охрид е уникатен во секој поглед, од древниот лихнит до денешен ден, со историја која се протега низ 3 милениуми. Според историчарите, ретко и значајно е тоа дека на овој простор делувале тројца светители – Свети Климент, Свети Наум и Свети Еразмо. Поради тоа Охрид е меѓу ретките свети места на светот, каде што во толку мал простор делувале тројца светци, кои длабоко оставиле траги во христијанскиот свет. Охрид, кој е жив град 2400 години, наследник на древниот лихнит, е уникатен по многу нешта како македонски и балкански духовен центар. Затоа говори и податокот дека Охридскиот регион е меѓу ретките во светот каде на мал простор делувале тројца светци.
Во диаметар од околу 40 на километри во одреден временски период делувале охридските чудотворци, светите Климент, Наум и Еразмо. Многу ретко во светот може да се пронајдат вакви простори каде што христијанството, би рекол, толку збиено, на толку голем начин се проширувало и се негувало како што бил во древниот Лихнит или во денес во градот Охрид. Всушност, Охридскиот рид, каде што делувале Свети Климент, потоа од другата страна на Охридското езеро Свети Наум и Свети Еразмо при денешниот влез во градот Охрид, било една значајно подрачје за ширење на христијанството и всушност тоа било еден вид свето место каде што луѓето не живееле туку доаѓале да се молат, да се покрстуваат. Свети Климент, првиот словенски епископ, заедно со Свети Наум преку Охридската книжевна школа, која се нарекува и прв словенски универзитет, го издигнале Охрид како црковно и книжевно жариште на македонската и сесловенската писменост. Свети Климент и Свети Наум во духот на христијанството го продолжиле делото на сите кои делувале на ова тло, од светиот апостол Павле преку Свети Еразмо Охридски. Тие го организирале монашкиот живот, граделе цркви и манастири со впечатливи уметнички живописи, меѓу кои се издвојуваат оние каде се положени нивните мушти. Дури самиот Свети Климент си ја правил својата црква, тоа го прикажува и Гоце Ангеличин жура во своите записи и навистина се пронајде таа црква, односно навистина се пронајде неговиот гроб, што навистина има огромно значење за градот Охрид. Охрид како жариште на христијанството, каде што делувале тројца светци, адут повеќе за промоција во светот за развој на духовниот туризам. Општина Охрид објави јавен повик за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за граѓаните кои се изложени на социјален ризик. Субвенционирањето на трошоците за комунални услуги се однесува за периодот од 1.1.2025 година заклучно со 31.12.2025 година. Општина Охрид ќе врши обезбедување на правото на остварување на социјална заштита на граѓаните од средства на буџетот на Општина Охрид во облик на спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за граѓаните кои се изложени на социјални ризици. Субвенционирањето на трошоците за комунални услуги се однесува на периодот 1 јануари 2025 заклучно со 31 декември 2025 година. Согласно програмата за социјална заштита во буџетот на Општина Охрид, за оваа намена се предвидени 2.300.000 денари. Вкупниот износ на субвенција ќе изнесува 703 денари месечно за секој корисник на субвенцијата и ќе биде составен од следните 4 компоненти. Покривање на трошоците за потрошена вода за пиење до 320 денари за секој корисник на услугата, односно субвенцијата. За спроведување на отпад до 150 денари, за одведување на отпадни и атмосферски води до 150 денари и покривање на трошоците за плаќање на гробна такса гробарина до 83 денари за секој корисник на услугата, односно на субвенцијата. Субвенционирањето од средствата на буџетот на Општина Охрид ќе можат да го користат лицата кои имаат статус на корисник на социјална помош, корисник на постојана парична помош, невработено лице подолго од 12 месеци, а доколку корисникот е во брак, тогаш и неговиот брачен другар да е невработен, лица кои имаат најмалку 70% степен на инвалидитет или тешка болест, односно нивниот брачен другар или друг член на семејството е со инвалидитет од најмалку 70% или има тешка болест и истото исклучиво утврдено од надлежен орган или комисија. Мерката не се однесува на инвалидните лица кои се во работен однос. Условите за пријавување и потребните документи кои треба да се поднесат заедно со пријавата се објавени на веб страната на Општина Охрид. Повикот трае 20 дена од објавувањето. Поради снежниот бран што го зафати Охридскиот регион, подигнувањето на комунален отпад е отежнато, информираат од јавното предпријатие Охридски комуналец. Многу локации што се предвидени за подигнување на комуналниот отпад се тешко пристапни за нашите специјални возила и оневозможено е нивно слободно движење. Од тие причини во овие неколку денови подигнувањето на комуналниот смет нема да се реализира со интензитет и динамика, која е предвидена согласно годинешната програма за работа, појаснуваат од предпријатието и апелираат на разбирање од граѓаните и правните субјекти.
По стабилизирање на состојбата, подигнувањето на комуналниот отпад ќе се реализира согласно пропишаната динамика, велат од јавното предпријатие. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатен ден.